Тамара Марковска е на терен. Тамара, за 20 на минути очекуваме и изјава со првични податоци од анализите. Така, Александар, па ние се наоѓаме во Министерството за здравство, како што кажа ти, за некои 20 на минути изјава треба да дадат представници од Институтот за јавно здравје, кои нели треба да ги соопштат оние првични резултати од анализите кои ги направија вчера во Основното училиште Димо Хаџидимов во Влае. Изминативе неколку дена родители се жалеа дека нивните деца имале стомачни тегоби како повраќање и диареја, при што голем дел од нив се упатиле на преглед. Докторот кој ги прегледал констатирал дека ученици од исто училиште имаат слични симптоми и случајот го пријавил во Институтот за јавно здравје, пошто представници од институтот вчера беа во училиштето, земаа примероци од водата, од работните површини во кујната, како и од храната што ја јаделе учениците. Денеска треба да ги соопштат нели кои се оние, кој е изворот на заразата, односно од каде учениците добиле труење. Ние утринава поразговаравме со директорот на детската клиника за да прашаме дали има таму хоспитализирани деца и каква е нивната состојба, па во продолжение слушаме изјавата која тој ни ја даде. Моментално на клиниката за детски болести лежат 5 деца ученици од истото училиште кои дојдоа со слична симптоматологија и знаци на болест на алиментарна токсиинфекција. Моментално се во стабилна општа состојба, значи ја добиле потребната медицинска нега и грижа, значително е подобрена нивната здравствена состојба и се во стабилна состојба моментално. Децата се на возраст од 6,5 до 12 години. Значи, тие се 5 деца кои лежат кај нас. Има уште неколку деца, 5-6, кои доаѓаат во амбуланта и добиваат само амбулантски третман во поблага со поблага симптоматологија и се третираат амбулантски. Симптомите почнале од завчера со тоа што кај некои биле на почеток благи симптоми, па после со влошување на состојбата оние се упатиле на нашата клиника. Александар, како што кажав, уште од почетокот на учебната година, голем број ученици од Основното училиште Димо Хаџидимов се жалеле на стомачни тегоби, а тоа особено се интензивирало во последните неколку дена, кога дури половина од учениците во некој оделение се жалеле на таков проблем и неоделена настава во училиште. Представници од Институтот за јавно здравје вчера земаа мустри за да видат што е причината, односно каде лежи изворот на заразата и дали станува збор за некој труење, како вид на труење. Сите тие резултати ќе ги имаме во нашето наредно информативно издание. Александар. Така е, Тамара, ти остануваш на терен да ги чекаш првичните изјави и каде што треба да ги соопштат овие резултати за да се знае начелно што е причината за труењето на децата во Основното училиште. Ти благодарам за извештајот, да ние продолжуваме со останатите предвидени содржини.